Се ближи времето до изборите, а тоа значи дека работите мораат да станат појасни за иднината на граѓаните. Мораме да зборуваме прецизно и со факти, особено кога е прашање иднината на земјата. А таа е под закана, а заканата не доаѓа од никој друг, туку токму од ВМРО ДПМН. Денес сум овде за да зборуваме за тоа што се ВМРО ДПМН се обидува да закочи. Ова што ќе го слушнеме фактички значи дека ВМРО ДПМН е најголемиот кочничар во моментов на прогресот на државата. Во собранието, пратениците на ВМРО ДПМН го кочат донесувањето на законските измени за зголемувањето на пензиите за повеќе од 700 денари месечно за над 320.000 пензионери. Беа против покачувањето на минималната плата и решавањето на статусот на дополнителниот број на стечајци. Кочат се што значи враќање на парите кај граѓаните и кочат се што не е по планот на Никола Груевски. Ја кочат и демократијата. Видовте што направија со илјадниците амандмани кои што ги поднесоа за предлогот за една изборна единица. Знаат дека граѓаните не го сакаат Христијан Мицковски и затоа се плашат и од отворените листи. Едноставно се плашат од гласот на граѓаните. Го коча и договорот од Преспа, за да го спречат влезот во НАТО. Вчера слушнавме дека ќе менувале и устав и ќе ја враќале земјата назад, ќе ја ваделе и од НАТО. Тоа нема да им го дозволиме. Не го поддржуваат ниту законот за одбрана, една од нашите многу конкретни обврски за членство во НАТО. Им сметало името на земјата. Меѓутоа, тоа име на државата не им смета кога се работи за службени патувања, кога земаат плати и дневници и одат на меѓународни состаноци кои што ги организира НАТО. Тешко и големо лицемерие од страна на ВМРО ДПМН. Вчера во собранието видовме дека се и против законот за висока раководна служба. ВМРО ДПМН е против деполитизацијата и професионализацијата и на јавниот сектор. Но најстрашно е што не знаеме зашто всушност се залага ВМРО ДПМН. На само 3 месеци пред избори. ВМРО ДПМН нема изборна програма и не знаеме за што всушност се залагаат. ВМРО ДПМН едноставно значи нестабилност, значи ризик и значи еднопартиски систем. Се она што не го сакаат граѓаните. Но на 12 април граѓаните ќе имаат избор и повторно ќе победат граѓаните. Благодарам.